За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите динстани шницли со сос од кашкавал. Главиците кромит ситно ги сечкаме. На парчиња ги сечкаме чешнињата лук. Потоа шницлите ги посолуваме. Ги точиме со чук. Ги нарасуваме со мелен црн пипер. Во тенџере на оган со зобриена вода ги ставаме коцките да се вари супа. Во тава на оган со загреано масло пак ги пржиме шницлите. Во друго тенџере на оган со растопен путер ги пржиме маринираните шампињони. Посолуваме. Нарасуваме мелен црн пипер. Во тенџерето го налеваме белото вино. Испржените шницли ги вадиме од тавата за пржење и ги ставаме во тркалезна тава за печење. На преостанатата мрснотија во тавата го пржиме исечканиот кромит. Во друго тенџере на оган со растопен путер го пржиме брашното. Откако брашното ќе се испржи, во тенџерето ги додаваме црвениот пипер и киселата павлака. Мешаме со жицата и во тенџерето го додаваме млекото. Потоа го додаваме и ренданиот кашкавал. Тавата со испржениот кромит ја тргаме од оган. Кромидот го нанесуваме врз шницлите во тавата за печење. Во тавата ја налеваме супата од коцка. Потоа ги додаваме и парчињата лук. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 40 минути на температура од 200 степени. Чинијата за сервирање ја украсуваме со лист зелена салата. Со лажица решетка ги вадиме шницлите од тавата за печење и скалесто ги редиме на чинијата за сервирање. Шампињоните ги сервираме од едната страна на чинијата, а од другата страна ги сервираме половинките претходно сварен компир. Потоа со црпалка шницлите ги преливаме со сосот од кашкавал. Украсуваме со парчиња црвена пиперка. Макдоносот ситно го сечкаме и го нарасуваме врз варените компири. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 80 минути.